Ајде, на што јас многу го посакувам, а тоа е во позитивна насока да продолжиме понатаму со нашата утринска програма, со убаво утринско расположение и со преубава тема, каче за приказни. Зашто точно станува збор, ќе да знаеме од колешката Ирена Пепелјуговска-Цветановски, која сега веднаш и вие ќе ја видите. И јас ќе ја поздравам, како неа. Ќе оставам на тебе, Ирена, да најавиш многу повеќе за она што ова утро си тука. Поточно ќе разговараш за она што јас го најавив, каче за приказни. Меѓутоа, за какви празнични работилници станува збор, дознаваме од вас, повелете. Да. Добро утро, Слободанка, до тебе. Добро утро, почитувани. Еве, ова врнежливо утро се јавуваме од центарот на Скопје, поточно во близина сме на основното училиште Песталоци, во просториите на качето за приказни, како што најави и ти, а се со цел да ги најавиме предстојните работилници, а се во пресрет на новогодишните и божикните празници. Во овој пријатен амбиент или во ова пријатно каче за приказни, ова утро разговараме со магистар Ена Абјанич-Чаусидис, која што е педагог по професија, меѓутоа е и собственичка на овој преубав простор насловен како каче за приказни. Ена, добро утро. Благодарам што наутро ги отворивте портите на вашето преубаво каче за приказни еве овде во центарот на Скопје. Па еве за почеток, како започна вашата приказна? Каче за приказни се роди пред 1 месец, значи се уште сме нови. Но идејата и самата замисла има долгорочни, нели, предходно, значи уште пред 5 години, кога се роди мојот син, јас започнав да пишувам блог. Блогот го нареков Алетеа. Идејата беше да се посветам на теми посветени на културата, на филозофијата, затоа што една од мојата голема љубов е филозофијата. Но паралелно со тоа беше време на пандемијата, едноставно бевме целосно изолирани, нели, од светот и од останатите луѓе, и започнав да го истражувам Монтесори методот. Тоа е филозофија во педагогијата, која што има еден посебен пристап за едукација на дечињата. Значи, јас така почнав самостојно да го истражувам, а паралелно со тоа многу читавме. Значи, постојано читав со моето тогаш 2-месечно бебе, се што имав дома, нарачував многу сликовници и така. И почнав да забележувам дека некои сликовници му се допаѓаат, сака да ги слуша, а некои не сака да ги слуша. Така, како што тој растеше, нели, и нашата љубов, и нашата домашна библиотека со детски изданија се зголемуваше. И јас паралелно, нели, на тој мој блог, каде што пишував и снимав подкасти, решив да пишувам и рецензии за детски сликовници, нели. Правев анализа да видам што е тоа што една сликовница им го нуди на дечињата како еден вид на едукативна порака, како еден вид на нешто што е привлечно за нив. Тоа го споделував со родителите и тој мој блог, тој мој Инстаграм профил го нареков Алетеа, читаме заедно. Со тек на време, како што, нели, мојот син веќе стануваше се поголем, се роди второто детенце, сватив дека всушност и на другите дечиња има потребно некој да им чита приказни, затоа што во ова време, во преголемата изложеност, нели, на екрани, знаеме дека родителите се соочуваат со огромни предизвици со зависности од екрани. Сметав дека можам тоа да им го понудам на дечињата, но пред се и на родителите, како еден вид на активност која што е малку поинаква од се она што се нуди во нашиот град. И така, пред година и пол, нели, започнав со овие работилници читаме заедно, ги правев на различни локации, во галерија, во игротека, така, во кафе книжарници, но имав потреба да направам да создадам, нели, нешто свое, некое автентично место кое што ќе биде контратежа на игротеките. И ева, сега се наоѓаме во каче за приказни, на некој начин се уште, нели, не ме се верува дека ова малечко местенце е токму тука и дека е реалност. Да, меѓутоа, иако е малецко, има многу топлина, многу љубов и многу книги еве и позади нас. Ќе видат и гледачите. Она што е повод за нашата посета ова утро е тоа што ќе организирате работилници. Ајде да ги најавиме сите 4-5, мислам дека се работилници во месец декември и во месец јануар, наменети се и за дечиња и за родители. Од 3 до 5 годишна возраст, за помали, така? Да, значи, јас досега работилниците што ги правев читаме заедно беа наменети токму за оваа предучилишна возраст, дури имаме и дечиња што се под 3 години. Вака сега за овие работилници кои што ќе бидат посветени, нели, на божикните и новогодишните празници, ќе бидат повеќе. Еве сега ќе ги кажам датумите. На 13 декември ќе имаме работилница заедно со, односно ќе биде тоа соработка со правопис за деца.
Тоа исто така е една многу интересно движење кое што го започна една лекторка наша. Тоа исто така ќе биде за 3 годишна возраст, односно над 3 години. Потоа на 16 декември ќе читаме приказната Зорево Кршачка и паралелно со тоа ќе говориме нели малку за тоа кој ја напишал и така малку музички ќе се едуцираме, исто така за над 3 годишна возраст. Потоа на 19 декември ќе читаме различни новогодишни и божекни приказни и ќе декорираме колачиња. На 27 декември ќе патуваме со Поларниот експрес. Ја знаеме сите таа прекрасна приказна за Поларниот експрес и цртан филм воедно исто така. Тоа ќе биде работилница каде што ќе може да присуствуваат и малку помали дечиња, значи од 2 години па нагоре. А на 30 декември планираме едно матине, новогодишно матине за деца и родители, каде што всушност качето ќе биде отворено за слободен за влесни или за родители и дечиња, каде што децата ќе можат слободно да разгледуваат сликовници, да читаме книги по нивно барање, исто така ќе си пиеме топло чајче, кафенце, ќе јадеме колачиња, исто така дечињата ќе имаат можности да се играат со активностите кои што се приложени нели позади нас. И на 5 јануари тоа ќе биде некој вид на предбожикно така тивко подготвување за бадник, односно за Божик, каде што исто така ќе читаме нешто и ќе слушаме песнички. Ова е многу убаво навистина замислено. Меѓутоа, овие дечиња од 3 годишна возраст до 5 годишна возраст се уште не знаат да читаат. Да. Дали кој ги чита овие приказни? Дали вие, родителите, или можеби има и дечиња кои што веќе почнуваат полека да читаат, па како е тоа замислено, како функционира тоа читање заедно и многу ме интересира правописот. Правопис за деца, бидејќи овдека децата на оваа возраст се уште нели не пишуваат. Да. Вака сега правопис за деца е друга личност, нели, да, која што можеби во некоја друга прилика можете да говорите со неа, таа навистина има многу креативни идеи на кои што го доближува правописот до најмалете, преку игри, преку интерактивни нешта, а мојот концепт е всушност нели јас ги читам наглас сликовниците, односно приказните на еден интересен начин кој што има привлечен на дечињата и навистина тие слушаат. Има дечиња кои што сакаат многу да им се чита и кои што ги разбираат приказните и потоа им се развива нели имагинацијата, поставуваат прашања и така. Значи концептот е тој, јас читам наглас, а по самото читање имаме едукативна активност која што е инспирирана од Монтесори филозофијата, на кој што јас всушност нели правам некои видови на игри, така, значи нешто во кое што тие би се вклучени, а е инспирирано од самата приказна. Значи тука можеме нели да видиме на кој начин децата разбираат, како можат нели кои предзнаење и знаење ги имаат и така. Дали родителите се тука присутни, бидејќи тоа е многу важно, или ги значи сепак има големи придобивки тоа што имаат квалитетно време заедно родителите со своите дечиња. Кои се придобивките од овие работилници? Значи простор има тука за родителите, затоа што тоа се дечиња од предучилишна возраст и генерално сакаат родителите да бидат во близина, а ние на родителите им нудиме кафе, чај, сок, нели можат да се опуштат барем малку и тие да слушаат паралелно приказни. Бенефитите од читањето заедно, затоа многу често пишувам на мојот Инстаграм профил, затоа што го истражувам, ги следам тековните нели истражувања на светско ниво кои што говорат дека навистина бенефитите се многу големи врз детскиот развој, значи когнитивно и емоционален развој. Се вежба, значи дечињата, освен што го зголемуваат вокабуларот и говорот, исто така вежбаат и критичко размислување, се развива фантазијата, се развива значи емотивниот дел кај нив, исто така многу е важно читањето заедно во домот да биде дел од секојдневната семејна рутина, значи уште од најмала возраст. И тука всушност се случува таа конекција помеѓу родителот и детето, каде што детето може слободно да поставува прашања, да разговара со родителот и тоа е еден вид на воспитание. Јас тоа често го говорам. Приказната е повод за разговор. Приказната е повод за да допреме до детската душа и да видиме што се случува во неа и со кои прашања тоа малечко мозоче и душиче се соочува во неговиот развој, каде што јас велам ги тргаме телефоните настрана затоа што често дури нели и јас можам да се фатам дека знам да проверувам нотификации и да ми звони телефонот.
важно е да го трнеме телефонот, настрани да бидеме тука и сега, да се фокусираме. Книгата само ќе не доведе до некои други длабочини кои што се многу важни за детскиот развој. Одлично кажано и само на крај на разговорот би сакала за сите заинтересирани кои што сакаат да учествуваат на овие работилници, каде и како да се пријават, еве уште еднаш каде се наоѓате. Значи, пријавувањето оди онлайн на мојот Инстаграм профил, може да ме пишете во порака или линк во био, секогаш викам има линк во био, таму има една пријава, таа пријава се пополнува, јас нели ве ставам на листата и тоа е тоа, нели. Исто така, значи качето за приказни се наоѓа, па да, значи може и на Google Maps да не најдете, веднаш до училиштето Песталуци на улица Борка Талевски 12, во близина на еден маркет, да. Ете така, благодарам многу, многу креативно, многу корисно за младите дечиња, за младите родители, убаво корисно друштво да си имаат и корисно квалитетно време исполнето, децата заедно со своите родители. Благодарам многу. Сакам и јас да ви заблагодарам што дојдовте тука и што ми дадовте простор за да допрам и до други родители, баби, дедовци, можеби кои што не гледаат во моментот. Интерес има за работилници. Па има, да, има. Само да ви кажам за плановите за следната година, планираме значи да имаме и група за рано училишни дечиња, каде што ќе ги читаме лектирите, но и книги кои што се наменети за таа возраст. Благодарам многу. Еве ова нека биде причина повторно да ве посетиме овде во вашето пријатно каче, во овој преубав амбиент. Еве слушнавте сите вие родители, има навистина 5-6 работилници во месец декември, во месец јануар една, во пресрет на новогодишните и божикните празници. Ние од овде, од Центарот на Скопје се одјавуваме. Студио, ако имате некое дополнително прашање, слободно ќе пренесам. Јас само ќе кажам секоја чест за оваа идеја, за оваа реализација која е наменета за најсаканите, најмилите за нашите дечиња. Преубаво и онак што го споменав и го кажав Ирена, знаев дека ќе се зборува за толку нешто што сите ќе не интересира, поготово нас родителите, за нашите дечиња. Преубаво каче за приказни. Еве сега и пред Нова година, убаво е да си внесат една таква позитивна енергија и нашите деца. Благодарам за разговорот.